Започнаа мировните преговори за прекин огнот во Украина. На заедничка маса седнаа делегација од Вашингтон, Анкара и Киев, а подоцна ќе се приклучи и Москва. Украинскиот тим го предводи министерот за одбрана Рустем Умеров, додека руската страна ја предводи помошникот на Кремљ Владимир Медински. Нашата делегација пристигна во Истанбул по наредба на председателот Путин за да води директни и билатерални преговори со Украина без предуслови. Веќе одржавме многу плодна средба со шефот на Турското министерство за надворешни работи и ја објаснивме нашата позиција. Делегацијата на САД во Истанбул ја предводи директорот за планирање политики Майкл Антон. Државниот секретар Марко Рубио нема да присуствува на разговорите откако претходно изјави дека нема големи очекувања додека не се сретнат Трамп и Путин. Нашата цел тука е да постигнеме мир без разлика дали тоа започнува со 30-дневен прекин огнот или еднодневен или конечен договор што се преговара за еден ден. Процесот за нас е помалку важен од исходот и резултатот не треба да биде само обичен мир, туку одржлив и траен. Тоа е нашата цел. Украинскиот претседател Володомир Зеленски посредбата со својот колега Реджеп Тајип Ердоган замина од Турција. Тој испрати тим во Истанбул за првите директни мировни преговори со Русија по 3 години, но нема големи очекувања за пробив. Двете страни мора да ја покажат својата подготвеност за преговори. Верувам дека првиот човек треба да биде безусловно примирје. Ако денес може да се постигне безусловно примирје на ниво на технички групи без лидери, тогаш во ред нема потреба од средба. Утрово во Истанбул украинската делегација се сретна со советници од Велика Британија, САД, Германија и Франција.